Владата предизборно преку ЕСМ испумпува милиони евра. На неполни 2 месеци до изборите фрчат скандалозни тендери на сите страни кои ги тресат електрани на Македонија. Се трошат милионски суми за луксузни возила, а се фаворизираат и компании блиски до власта, каде што се офајдија со најголемиот тендер подпишан во Рек Битола за ископ на јаглен во последниот период вреден фантастични 46 милиони евра. Опозицијата предупредува дека во ЕСМ владее криминалот. Алармираат дека за сите криминали во електрани на Македонија треба и ќе има одговорност. На виделини испливува и случајот со 2 идентични тендери, двата вредни по 12 милиони евра, а двата тендери ги добива иста компанија за работа со Рек Битола, од чии што директори се подпишани овие договори. Тоа што е важно е дека мораме да си ја вратиме државата и во таа насока може да најавиме дека следните истраги ќе се сеопфатни и ќе ги опфаќаат сите кои што се дел од овие криминални активности, а тоа ги вклучува секако и компаниите кои што влегуваат во ваков криминален однос со електрани на Македонија. ЕСМ со народни пари набавува 52 возила од моделите на Dacia и 30 од марката Peugeot 2008, вредни 2,3 милиони евра. Интересно е што автомобилите се со дополнителна опрема која се плаќа дополнително, како што се сензори за паркирање и за дожд, камера за паркирање, погон на сите 4 тркала, LED светла, систем за контрола на мртов агол и слично. Пред 10 дена опозицијата го обелодени најголемиот тендер во Рек Битола, каде што, како што велат, омилената фирма на власта Марковски компани доби нов договор тежок 46 милиони евра. Сомнителните тендери во ЕСМ не завршуваат тука. Службеничка од Македонски пошти доби бизнис од електрани вреден 7 милиони евра. Таа склучила 3 договори за набавка на адитиви за јаглен, за Рек Битола и Тецо Сломеј, а во сите тендери таа била единствен понудувач. И додека ЕСМ служи за испумпување пари од државниот буџет, електроенергетскиот систем е пред колапс. Зимава Рек повеќе не работеше од колку што работеше. Еден од 3 блокови постојано или беше расипан или во ремонт, а Македонија беше приморана да увезува скапа струја.